Комисијата за заштита на конкуренцијата и Скопската зоолошка градина се последни жртви на хакерски напади. Сајтот на комисијата не беше во функција најмалку од средата навечер. Денеска работи, но последните информации на сајтот се од март 2024, односно скоро 2 години стари. Страницата последен пат била архивирана на веб архив во август годинава. Ако се отвори архивата, може да се види дека објава имало најмалку во август 2025. Во комисијата велат дека работат на решавање на проблемот, но повеќе информации најавија за понеделник. За сега е нејасно колкава е направената штета, односно дали се оштетени само јавните објави на сајтот или има компромитирани податоци што биле на нивниот сервер. Нападот е извршен со WebShell, скрипта која се инсталира на серверот со што на хакерите им овозможува постојан пристап од далечина. Она што е невообичаено е што WebShellот беше поставен на насловната страница на сајтот на комисијата, па сите знаат дека е хакиран. Кога хакерските напади се поставуваат на насловната страна на сајтовите, тие обично имале пропагандна порака како што сме имале случаи во минатото. Тој WebShell најчесто не се става на првата страна, тој се крие. Тој стои некаде сосема на страна, остатокот од сајтот останува функционален, затоа што хакерот не сака да биде очигледно дека успел да компрометира, дека има своја задна врата. Во случајот на КЗК имавме сајт кој што буквално беше заменет со таа апликација и со тој екран за WebShell, што е многу чудно, многу необично и многу ретко се случува. Сајтот на Комисијата за заштита на конкуренцијата работи со HTTP трансфер протокол наместо со побезбедниот HTTPS, па хакирањето е уште полесно. HTTPS значи само Secure HTTP, односно дека комуникацијата помеѓу браузерот, односно корисникот и сајтот е криптирана. Носи две вредности таа заштита, односно таа HTTPS. Технички доаѓа само преку безбеден канал HTTP протоколот да се пренесе. Две вредности се, едната е да се криптира комуникацијата помеѓу браузерот и сајтот, односно некој на средина да не може да пресретне потенцијално лозинка или да му биде многу потешко да пресретне лозинка или некои информации кои се разменуваат меѓу браузерот и сајтот, но исто така служи и за да потврди дека локацијата на која посетуваме како посетител на сајтот е навистина КЗК или соодветниот сајт. Утро во ВМРО било пријавено дека хакерски напад бил извршен и врз Скопската зоолошка градина. Секторот за компјутерски криминал при МВР прави увид и презема мерки за расчистување на случајот. Нападот врз Комисијата за заштита на конкуренцијата се уште не е пријавен. Нападите повторно го отвораат прашањето за безбедноста на владините интернет страници.